skoro. Dojdi, mili Isuse, vo mojevo srce. Dojdi, mili Isuse, vo mojevo srce. I eve ke dojdam skoro, i so mene otplatam, se komu ke dadam spored delata, kolku ljubov vo srcata. Se komu ke dadam spored delata, kolku ljubov vo srcata. Mir vam, slava ti Gospode Isuse Hriste, Tatko moj koji si na nebesata, da se sveti imeto Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide volja to Tvoja, kako na neboto, така i na zemljata, така i vo sekoje srce. Levot naš nasušen, daj ni go i denes, i prostini gi dolgovite naši. Prostuvanje, kako što i nije im gi prostivme. Prostuvame. Prostete. I ke vi bide prosteno. No ti može bi nemaš dovoljno sila da gi ljubiš site i da prostiš, za da bideš vistinski hristijanin. Ne delumen, ne zemen hristijanin, туку духовно соединување со Таткото на небесата. Луѓето се занимаваат со разни состојби, телесни обреди, кои не те носат до Исуса Христа. Второ писмо на апостол Петар. Некој дури ќе помине животот, не ја прочитал, него прочитал Новиот Завет, што ви порачува Семокниот Бог, тој што создал се. Читаат разни книги, разни знаења, втора, трета, петта рака, превртени слова, бидејќи словата се на Бог и Бог беше словото. И никако да дојдат пред него, да ја разбера суштината. Второ писмо на апостол Петар. 3 глава, Господ ќе се врати. А ние велиме, татко, драги мои, ова е веќе второ писмо што ви го пишувам, за да ви ги освежам сеќавањата и да ве поттикнам искрено да расудувате. Подсетувајте се на зборовите што ви ги кажува светите пророци, зборува и за Стариот Завет, и на заповедите на нашиот Господ, Спасител, Татко, дадени преку апостолите. И ние го имаме тој принцип. Он е учителот. Еден е учителот. Ретко кој го применува тој принцип. Тие имаат учител на земјата, негово телесно читање на Библијата, или имало духовна нитка во одреден момент и потоа со години се повторува едно исто, како да духот веќе не се објавува. Прво треба да знаете дека во последните денови ќе дојдат луѓе што ќе и се подбиваат на вистината. Ќе се раководат од своите грешни страсти и ќе велат. И тоа подразбира и ти кога ја читаш Библијата телесно. Што се случи со ветувањето дека Христос ќе се врати. Толку години се поминати, а тој не доаѓа. Па да, има причина. Тој е многу трпелив, долго трпелив. Нашите предци одамна изумреа за израелците, а во светот се си тече онака како што било уште од неговото создавање. Па не, гледаме дека полека се растура овој свет, ова како те се последни времења. Тие, те сакам Господе Исусе Христе, тие како да забораваат дека небесата постојат веќе многу долго време
и дека преку Божјата заповед земјата излезе од вода, останувајќи обкружена со водата. На Божја заповед светот потоа беше поплавен од водите и беше уништен. На Божја заповед сегашните небеса и земја се чуваат се до судниот ден. Тогаш оган ќе ги проголта, а безбожниците ќе бидат уништени. Слава ти, Господе Исусе Христе. Јас ви кажувам, имав визија како овој свет се растураше, како коцки од некоја слагалка, луѓето вреска, сакаме дома, ти си лош Бог. И ти одат дома, во земјата, во материја. Јас стојам на некој место, не можам да го дефинирам. Неколку дена не можев да се свестам. Знаете, ова секе замине. И сепак ние овде како Каин копаме земјоделци, садиме, градиме. Ние сме овде привремено. Тие, драги мои, оган ќе проголта, се ќе помине низ оган, светот, златото, среброто се прочистува низ оган. Една работа да не заборавате за Господ, еден ден е како 1000 години, а 1000 години се како еден ден. Господ не одолжува со исполнувањето на своето ветување. Како што некој мисла, тој е само трпелив, долго трпелив, зашто не сака никој да заврши во пропаст. Не сака никој да заврши во пропаст, туку секој да се покае. Секој. И да се спаси. Затоа тој не чека. Милоста негова е вечна. Во еден псалм, барајте, ќе најдете. Љубовта негова е вечна. Он е единствената вечност. Денот кога Господ ќе се врати, таткото, односно Исус, ќе ве изненади како крадец. Небесата ненадејно ќе исчезнат во силна бучава, елементарните состојки во оган ќе се распаднат, а земјата и сите остварувања на неа. Се ќе исчезне. А ти си се врзал овде да кажуваш кој е постар, кој е најстар. Не постоиш ти постоиш и така натаму. Тоа се сатански стратегии на завладување, врзување, на владење на цели региони и народи во проклетство. Кога знаете дека сето ова ќе пропадне. Например, запишал Македонија и Израел, и двете земји се обидуваат да ги сничкосаат, без разлика што израелците и македонците не се совршени. Треба да се однесувате, да размислувате на ова. Треба да водите свет живот, посветен на Бог таткото, да го чекате. Дали го чекате? Армакедонски слави, тоа е доаѓање, радоста за второто Христово пришествие. И што поскоро да го посакате доаѓањето на тој Божји ден, тогаш небесата ќе бидат запалени и уништени, Исусов ден. А елементарните состојки од жештина ќе се распаднат, но за нас Бог вети ново небо, нова земја, поранешното помина, каде што ќе владее праведност, каде што ќе владее Исус во секое срце, каде што ќе владее љубовта, законот на љубовта. Но за нас Бог вети ново небо. Ова со нетрпение го очекуваме. Очекувајќи го ова, пријатели мои, потрудете се Христос да ве затекне чисти, без пороци, помирени со Бог таткото. Ценете ја трпеливоста на нашиот Господ, бидејќи таа дава можност што повеќе луѓе да се спасат. Затоа ви пиша и нашиот сакан брат Павле, воден од мудроста што Бог му ја дава, воден од духот, тој за ова пишува во сите своји писма. По тие писма има и работи што се тешки за разбирање. Па некои неуки и неутврдени луѓе ги извртуваат телесно, како што извртуваат и други делови од Светото писмо. Така самите ќе се уништат. Кога самиот го читаш ово без водство на духот, без учител кој е воден од духот,
Ти правиш доктринарна, телесна, земна црква која е мртва сама по себе, бидејќи не е водена од Бог, од Духот, од Таткото, од Отецот, од Исус. Те сакам, Господе Исусе Христе. Така самите ќе се уништат. Тие извртуваат и други делови од Светото Писмо. Но вие, драги мои, навреме сте предупредени. Чувајте се да не застраните, да не бидете заведени од овие зли луѓе и да ја загубите сигурната позиција во која се наоѓате. И видите, не е секоја духовна храна за јадење. Ке ве затруе, ке ве завлечка. Вие не ги разликувате духовите. Си прифаќате нешто што нема врска. Дали Исус вистински живее во моето срце? Прашајте се. Трудете се да придобиете се поголема благонаклоност од нашиот Господ и Спасител Исус Христос и се подобро да го запознавате. Те сакам, Господи Исусе Христе. Еден е учителот, тоа се тие текстови, поуки кои слегуваат во духот. Јас сум само сад, како што сака мојот татко. Во Марко 8:30-33 Исус му вели на Петар: не е тоа, бегај од мене, Сатано. Марко 9:37 ова е за денес. Кој прима едно од ваквите деца во мое име, вели Исус, мене ме прима, а кој ме прима мене, не ме прима мене, Исус, туку оној кој ме пратил. Се однесува и на просветлен слуга. Деца на небесен татко. Дете е се уште неутврден верник, непораснат. Треба се уште да се внимава, да се грижиш за него. Односот кој е нужен е деца на земјата и татко на небесата. Марко 10:46-52. Деца, сите сме деца на небесен Отец. Исус излегува од Ерихон. Тимеевиот син Вар Тимеи, слеп, духовно или физички, седи покрај патот и проси. Кога слушна дека доаѓа Исус, почна да вика: Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. Замолкни, бе, човек. Исусе, сине Давидов, замолкни. Сине Давидов, смилувај ми се. Исус го слушна, застана, рече да го викнат. Пазете сега, го повика. Не плаши се, му велат, стани, те вика. Слепиот ја фрли својата облека. Старата облека ја фрли. И ние треба да се преоблечеме во љубов, да облечеме свадбена облека, да се облечеме во Исус и дојде кај Исус, ја фрли својата стара облека. Исус го прашува: што сакаш да сторам за тебе? Прашај се и ти, и тебе те прашува. Слепиот му рече: да прогледам учителе. Тие зборуваат за учител. Дали си ти ученик и му дозволуваш на Исус да те учи? Духовно или телесно да те учи? Пази, да прогледам учителе. Сакаш ли ти да прогледаш или мислиш дека гледаш духовно или физички? Или телесно? Исус му рече: оди си, верата твоја те спаси. И прогледа и тргна по Исус патем. Друг препев вели: Исусе, сине Давидов, покажи милост спрема мене. И крајното: твојата вера те исцели. Верата спасува и исцелува. И тие после велат само вера. Верата без дух е мртва, синко. Ќе видиме понатаму. Верата спасува и исцелува.
исцелува. Во Исус. Ама што значи да веруваш во Исус? Па да му се предадеш, да му ги дадеш клучевите од твоето срце, да ја промениш собственоста, нема сомнеш, нема колебање, несигурност, сигурен си во Исус, дека тој е исцелител, учител, судија, цар над царевите, господар над господарите. Пазете, дали си сигурен во тоа? Сега има визија, доаѓа сатаната, ме напаѓа, сака да удри, тука стојам со манде. Ова визија минатиот пат. Тој го пружа прстот кон неа, јас прстот Божји. Во името на Исус. Исусе, 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 Исус, так. Заврши. Видете? Затоа ви велам. Марко 11:24. Се што ќе побарате во молитва, верувајте дека ќе добиете и ќе ви биде. Марко 11:24. А сепак, во друг препев се вели, не се остваруваат сите молитви. И туку има некои елементи кои треба да ги разберете. Се што ќе побарате преку молитва ќе добиете ако имате вера. Која вера? Па да ја фрлиш планината. Ако имаме вера, ако веруваме дека ќе биде, други стихови, и кога стоите на молитва, клечите, стоите, простувајте. Дали си простил на сите? Простете и ќе ви биде простено. Ако ти простиш на сите, и тебе ќе ти биде простено. Ако имате нешто против некого, па и вашиот Отец кој е на небесата ќе ви ги прости вашите грешки. 11:25. Ако го разбереш овој стих, веднаш простувај. 11:25 Марко. Така Отецот и нам ни простува. Марко 14:32-42. Исус оди да се помоли. Гетсиманија се оддалечи од учениците. Ученик, учител. Дали си ти ученик на Исус или на земни луѓе? Им вели, бидете будни. Падна на земја Исус, се молеше. Да го одмине часот, ако е можно. Падна на земја и велеше, Ава, Оче, зборува за татко, татко, татко. Се е можно за тебе. Отклони ја од мене оваа чаша, сепак не како јас што сакам, туку како ти што сакаш, нека биде твојата волја. Марко 14:36. Му се обраќа со татко. Татко, Ава, Оче, моли, но ја прифаќа неговата волја. Дали ти ја прифаќаш неговата волја или мрмориш, се буниш, се бунтуваш? Учениците спијат. Еден час не можат да останат будни. Како да останам буден за секогаш во Исуса? Бидете будни и молете се да не паднете во искушение, зашто духот е бодар, телото е слабо. Марко 14:38. Само духот може да ти помогне. Само духот оживува. Телото ништо не помага. Исус оди повторно да се моли. И пак ги наоѓа како сите спијат. Трет пат ги најде како спијат. 14:41 Марко. Од друг препев се вели, бдејте со мене. Ава, Оче, Аба, татко. Кога ќе дојде духот во тебе, нема да велиш веќе Господе, Господе. Не сите што ќе велат Господе, Господе. Туку татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Татко мој, татко, кој ќе речам се затресува се. Во 47 стих, еден ученик, тоа е Петар во друго евангелие, вади нож, му го сече увото на слугата на првосвештеникот, бранејќи го Исус. О Исусе, во 50 стих,
Кој со меч сече, со меч ќе биде проводен. Исус го исцелува, му го врати го мечот во ножницата. Му вели на Петар. Во 50 стих го оставија Исус. Го оставија и сите се разбегаа. Исус е фатен, предаден од Јуда со бакнеш. Те сакам, Господи Исусе Христе. Значи, без дух се разбегаа. Дух примија дури 50 дена по воскресението, кога Исус беше прославен. Одиме понатаму. На Исус му велат на распрашување кај првосвештеникот. Ти ли си Христос, Синот на Благословениот? Марко 14:61. Во друг препев се вели, ти ли си Месијата, Синот на преславниот Бог? Видете, тие не ги препознаваат духовите, не знаат ти. И не можеш ти да бидеш. Ти не дозволуваш духот да те води, ти не ги разликуваш духовите. Сатаната се преоблекува во ангел на светлината. Пазете, ти ли си Синот на преславниот Бог? Исус вели, да, јас сум. И јас сум син на преславниот Бог. А ти, брате и пријателе, наскоро ќе ме видите мене, вели Исус, Синот човечки, како седам оддесно на Семокниот и како доаѓам на небесните облаци, Марко 14:26. Видите што им кажува тој? Кој го распна Исус? Па тие што ја водеа заедницата во Израел, првосвештениците. Свештеникот ја раскина облеката своја 14:63. Исуса го осудија на смрт. Плука на него. Му се поклонуваа за подсмев. Го удира да им прорече кој ги удри. Му го покрива лицето. Го распна. Ја пролеа својата крв. Плати за греот. Семокниот татко, присутен во дух во Исус. И Исус замина. Плати за нас, за пак да се врати. Драги мои, Господ, се враќаме второ писмо Петар 3:9, не одолжува со исполнувањето на своето ветување, како што некои мислат телесно. Тој е само трпелив, долго трпелив, зашто не сака никој да заврши во пропас, туку секој да се покае и да се спаси. Те сакам, Господи Исусе Христе, Татко, јас те молам за сила небесна во името на Господ Исус Христос да слезе врз секој еден од нас, што ти го предаваме срцето, од десната страна во силата. Велиме, бегај од мене, од нас, од Македонија, од заедницата, од семејствата Сатано во името Исусово и не враќај се повеќе. Јас поприпаѓам на Исуса Христа. Мојот татко е Семокниот Бог. Јас сум син на Семокниот Отец. Мојот Бог е Исус, живее во моето срце. И јавно го прославувам, ја прославувам победата на Господ Исус Христос во Македонија, во мојата душа, во се што имам, во заедницата, победата на Господ Исус Христос над смртта и сатаната, над болките, болестите и страдањата, над магиите и проклетството и се што не е Божјо. Во името на Господ Исус Христос го раскинувам секој небиблиски завет, секој завет на злото што е фрлен врз мене, семејството, заедницата македонска во земја, ги раскинувам сите сатански договори, ги прогласувам за ништожни што се фрлени врз Македонија, без волјата на македонците. Предавам се во Твои раце, се враќам во Твоја собственост, во Твое владение. Господи Исусе Христе, ја враќам и Македонија во Твоја власт. Таа е Твоја земја. Ти управувај со неа. Ар македонските слави за фатија. Го чекаме второто пришествие на Исуса Христа. Мир вам до Божјо царство небесно. За секогаш.
Исус насекаде, Исус во секого, Исус во секое срце, Исус не за сатаната и смртта, да, за Исус во мене, во тебе и насекаде и во македонскава земја. Амин до Божјо царство небесно. Амин. Doaѓам скоро, дојди мили Исусе во моево срце. Дојди мили Исусе во моево срце. И еве ке дојдам скоро, и со мене отплата, секому ќе дадам според делата, колку љубов во срцата. Секому ќе дадам според делата, колку љубов во срцата.